Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Кои се разликите помеѓу традиционалното христијанство и Христовата вистинска црква? Како прво, Христовата црква ја темели својата побожност само на Библијата, а другите сметаат дека Библијата има еднаков авторитет со црквата и преданијата или традицијата. Христијаните, Христовата црква, веруваат дека Библијата е врховен авторитет за верата и побожноста. Библијата е дар од Бог и не смее да се изедначува со ниту едно историско предание, макар колку и да изгледа добронамерно. Апостол Павле многу убаво рекол: целото писмо е од Бог вдахновено и е корисно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата Божја, за да биде Божјиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Тоа е запишано во 2 Тимотеј 3 глава 16 и 17 стих. Библијата или Светото писмо по само себе е доволно за да го оспособи христијанинот или верникот за секое добро дело и како таков да му угоди на Бог. Овие стихови не сакаат да кажат дека тоа е некаков почеток, само основа или темел за понатамошни црковни преданија. Напротив, Библијата е совршена и потполно доволна за сите во христијанскиот живот, за секој временски период. Таа е полна со мудрост и ни го покажува патот на спасението, поучувајќи не во вистината. Библиските христијани, вистинската црква, не ја негираат вредноста на црковното предание, односно делата на сите христијани низ историјата. Но разликата е во тоа што библиските христијани, Христовата црква, на преданијата гледаат дали се валидни само ако се засновани на Светото писмо и дали во целост се согласуваат без нималку отстапки од писмото. Но тоа во никој случај не подразбира изедначување со писмото, туку само нешто добро, племенито, што произлегло од писмото. Апостол Павле му пишува на Тимотеј да биде вреден работник и да ја проповеда вистината со целосна сериозност, без да се срами. Традиционалните христијани ги вреднуваат светите преданија исто како и Библијата, па дури и повеќе. Например, за нив светците и празниците заземаат огромен простор во нивната побожност. Целосно. Марија, например, ја сметаат за посредничка во нивните молитви и царица во небото. Светците за нив представуваат молители, застапници и помошници. Сето тоа нема никаква основа во Библијата. И затоа не може Христовата црква да се соединува со нив во некакво екуменско здружение или духовна соработка. Како второ, библиските христијани или Христовата црква, за разлика од традиционалните, имаат поинакво сваќање или разбирање за начинот на пристапување кон Бог. Тие обично пристапуваат преку посредници. Но тоа во никој случај не може да се свати пристап кон Бог, бидејќи ваков пристап не постои и слободно може да се каже дека всушност не му пристапуваат на Бог. Библиските христијани му пристапуваат на Бог без посредници, така што своите молитви ги упатуваат директно на Бог преку Исус Христос како единствен посредник. Библијата е јасна и така да пристапуваме смело кон престолот на благодатта, за да примиме милост и да најдеме благодат за помош во време на потреба. Тоа е запишено во Евреите 4 глава 16 стих. Тоа што треба да го добиеме директно го бараме од Бог преку Христос. Апостол Павле во Филипјаните 4 глава 6 стих вели вака: не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба, со благодарност
искажувајте ги своите прозби пред Бог. А за да сме сигурни дека нема никакви посредници и не е дозволено да има, Павле во 1 Тимотеј 2 глава 5 стих му вели вака: зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бог и луѓето, човекот Исус Христос. А во Римјаните и Светиот Дух се нагласува дека е наш посредник, бидејќи тој живее во срцата на сите верници и се наречени храм на живиот Бог, во кого пребива Светиот Дух. Трето, библиските христијани, вистинската црква, за разлика од традиционалните, имаат сосема друго гледиште во поглед на спасението. Ова е премногу важно. Например, традиционалните веруваат дека спасението е процес кој што треба да се заработува, а библиските верници христијани, Христовата црква, гледаат како на завршено дело и се сигурни во поглед на тој спасителен чин што го остварил Бог во нивните животи. Павле вели: кој е во Христос, тој е ново создание. Тие кога треба да кажат нешто за спасението, велат дека се спасуваат, а библиските верници велат дека се спасени, како завршен чин без процес. Кога некој ќе го прифати Христос и ќе го прими Светиот Дух, тој е оправдан и воедно и спасен, прогласен за целосно оправдан и спасен. Апостол Павле вели вака: сега, откако сме оправдани во неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку него. Тоа е запишено во Римјаните 5 глава 9 стих. Тие што се веќе спасени, не се опуштаат да грешат и да помислат дека и така се спасени, туку тоа ги прави уште повеќе свесни да се плашат од Бог и да го потврдат на дело своето спасение во светост и чистота. Традиционалните христијани веруваат дека спасението се добива преку вера, но потоа мора да се задржи со добри дела, учество во сакраментите, причест и други обичаи. Библиските христијани, Христовата црква, не ги отфрлаат добрите дела. Тие всушност се украс на нивното спасение. Добрите дела, кога зборуваме за нив, тие се последица на спасение, а не сам чин на спасение или да се задржи спасението преку нив. Спасението е завршено дело од страна на Исус и не бара довршување од страна на човекот. Тоа би било тогаш комбинација на спасение на Бог и на човекот. Но спасението е чин, акт на самиот Бог. Апостол Јован запишал вака: тоа е жртва помирница за нашите гревови и не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. Тоа е запишено во 1 Јованово писмо, 2 глава, 2 стих. Бог го нуди спасението и дава сигурност на спасение, затоа што Исусовата жртва е целосна, совршена и доволна. Ако се прифати со вера тој драгоцен дар, човекот веднаш го добива спасението и веднаш има вечен живот. Јован вели: ова ви го напиша вам, кои верувате во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. Можеме да сме сигурни за вечен живот не врз основа на делата што ги правиме, туку врз основа на Христовата возвишена жртва. Жртвата е еднаш принесена и не бара повторување. Во Евреите 7 глава 27 стих е запишено вака: кој нема секојдневна потреба како првосвештениците да принесува жртва прво за своите гревови, а потоа за гревовите на народот. Зашто тоа Исус што го направи, еднаш за секојаш го направи, принесувајќи се самиот себе. Исто и во Евреите 10 глава 10 стих е запишено вака: според таа волја осветени сме преку приносот на телото на Исус Христос еднаш за секогаш. Еднаш за секогаш ја нагласува неговата завршена работа со самото спасение,
koje ne treba da se nadополнува од наша страна. Како четврто, традиционалното христијанство се повикува на папи, на мајки црква, на мајка црква и така натаму. Например, во Римската црква папата го сметаат за Христов заменик и го зазема Исусовото место како дека е видлива глава на црквата. И како таков, тој има способност да зборува екс катедра, тоа значи со авторитет по прашање на верата и праксата. И доколку тој донесе некоја одлука, например, дека Марија се вознесела во небото или да ја направи некој дека е светец, тоа се прави под директива на папата. Кога тоа го прави неговото учење, се смета за непогрешливо, незаблудиво и обврзувачко за сите христијани. Но, тоа воопшто не е така. Од друга страна, библиските христијани веруваат дека ниту едно човечко битие не е незаблудиво и веруваат дека само Христос е глава на црквата, никој друг. Традиционалните верници се нарекуваат себе си како мајка црква. И, според нив, надвор од незе нема спасение за никого. И затоа сите што не размислуваат како нив или не ги прифаќаат нивните догми, обичаи, ги сметаат за отпадници и еретици, бидејќи за нив мајката црква е посредничка за спасението. Библиските христијани се повикуваат на Исус и само преку Него го гледаат своето спасение, не преку црква. Исус рече: "Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене." Значи, не постои друг пат. Како петто, традиционалното христијанство смета дека толкувањето на Библијата му припаѓа само на свештенството, кое е повикано за таа служба. Но, за разлика од нив, библиските христијани, верници, вистинската Христова црква, сметаат дека секој верник што е роден од вода и дух преку Светиот Дух има способност да го толкува писмото и да му дава правилно значење без да го искривува. Тоа се должи на силата на Светиот Дух, кој има улога да ја расветлува вистината и да го усмерува верникот во сета вистина. Вистинската црква верува во библиското свештенство на сите верници, така што сите христијани, кои се наново родени преку Светиот Дух, кои се ново создание, може да му се предадат на Светиот Дух да ги води во толкувањето на Библијата и да донесуваат правилни одлуки за својот личен живот. И шесто, традиционалното христијанство има сосема погрешно гледиште за судбината на човекот по смртта. Иако и едните и другите веруваат дека постои пекол за неверници, сепак постои значајна разлика во поглед на тоа што се случува со верните. Тие имаат развиено идеја за чистилиште, а тоа е место, според нив, или состојба на привремена казна за очистување на нивните гревови. Такво место не постои. Библиските верници во никој случај не веруваат во одредено место за прочистување по смртта. Тие веруваат дека по смртта директно заминуваат во рајот, односно блаженството, во Господовата присутност, и затоа што се оправдани и откупени преку Христовата крв. Традиционалното христијанство со такво убедување и верување ја понижува Христовата жртва и ја смета за недоволна. Тоа подразбира дека Христос недоволно направил за нив на земјата и затоа во чистилиштето, во небото, ќе ги испаштат гревовите. А со такво верување и померувањето нема смисла. Што и да преземе човекот на овој или на другиот свет, тој или други посредници, без Христовата жртва не може да се дојде до прочистување на гревовите. Ете, почитувани, постојат и многу други разлики и лјадници кои немаат ништо заедничко со вистинското христијанско учење, или поточно библиското. Но важно е од овие неколку разлики да се извлече поука и на секого да му биде важно пред се
да сака да ја исполнува Божјата волја и да му угодува само на Бог, отколку да се придржува кон некои човечки преданија и кон нешто што нема вредност и значење пред Бог. А сето тоа води кон осуда, отколку за спасение. Бог нека им го покаже патот на сите кои свесно или несвесно западнале во религија без Исус. Бог да ве благослови. Амин.